Лоцирањето на битката против непотизмот е од исклучително значење, особено за оние кои добро знаат како и од каде се спроведува таа програма, на која редовно се адаптира секоја власт. Проблемот веќе не е само во повлекувањето на лицата кои со помош на таа алатка се стекнале со работно место, туку во санкционирањето на тие што дозволиле такво однесување. Да бидем искрени, таму е проблемот во раководната служба. Ако раководителот не се согласи на нешто, нема да се случи надоле и нема да може да се врши притисок. Затоа изгледа навистина чудно кога се е оставено само на добра волја, без целосна ампутација на гангренозното ткиво, а хирургот, кому на крајот ќе му биде натоварена одговорноста, изразува само искрено жалење, ламентирајќи за судбината на оние што немаат своји роднини во некој од фотелите на конзилиумот. И болно е прашањето кога гледаме дека има 2, 3, 4 луѓе членови на семејството, а некој чека. Освен задолжителниот длабок рез, во иднина без исклучок е потребна превентивна имунизација на сите функционери, со која никогаш повеќе нема да се случуваат епидемии од ваков облик. Но оние што премолчуваат дека таков проблем и тоа во изобилство има и во нивните редови, креираат амбиент во кој таквите форми на заштита ги сметаат за неадекватни, правејќи несвојствени паралели, се вклучуваат во групата која мисли дека здравието преку игла не влегува. За да не се збори за вакцините кои убива. Треба да се зборува за вакцините кои спасуваат, оти тоа е емпирија, за да не се дозволи владење на тој ендем кој во оваа земја е толку широко распространет, колку што е и негиран од кој било поранешен или актуелен функционер. Фришопот постоел, јас тоа не го негирам, но јас не сум учествувала во никакво доделување. Се додека не достига систем кој соодветно ќе ја истретира и доведе до крај таа приказна без крај, намета ќе бидат оние што прашуваат од освен непристоен и заканувачки тон. Не постои соодветен одговор. А вие зошто не работите во друга телевизија, но работите во ова телевизија? Мојата сестра е полнолетна. Не живее со мене. Тогаш би требало сите да бидеме задоволни, оти не се знае каков би бил исходот, ако можеа да се вработуваат и малолетни. Па баш затоа не е прикладно токму оној што е прв во хиерархијата над оној што го крева гласот, да се обидува да го релативизира целиот овој дунстерај. Не треба да се занимаваме можеби со дневно-политички настани, него да ја гледаме широката слика. И на крајот, токму поради инсистирањето на широката слика, на малата е дозволено да се протнуваат манипулации, и тоа понекогаш, како и кај непотизмот, само поради сличноста на имињето. Последната награда која ја добија господинот Заев и Ципрас го носи името на фашистичкиот генерал фон Клајст, кој, за да биде иронијата поголема, бил командант на армијата која токму ја нападнала Грција и Македонија, односно тогашната Југославија. Основачот на Михенската конференција, Едвалд фон Клајст имал 19 години во 1941 година и тешко дека можел да биде генерал. На 22 годишна возраст во 1944 бил учесник во неуспешниот атентат врз Адолф Хитлер. Изгледа дека задолжителна вакцинација за политичарите е неопходна, ама не прво она основната, против лаги.